Јас сум Милица Младенова, ова се вестите на програмата на телевизија КТВ. Добро вечер, почитувани гледачи. Честит празник до сите православни христијани. Продолжен е рокот за аплицирање за субвенции. Земјоделците барањата за субвенции ќе можат да ги поднесуваат до крајот на октомври. Наместо до крајот на овој месец, земјоделските производители ќе можат да аплицираат за субвенции до крајот на октомври, соопшти Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Рокот за аплицирање е продолжен со цел да бидат опфатени сите земјоделски стопанства во процесот на поднесување апликации. Владиниот портпарол Александар Ѓоргиев на пресконференција денеска рече дека за полесно добивање финансиска поддршка по барање на земјоделците донесени се уште две мерки. За овие субвенции може да аплицираат и оние земјоделци кои што не добиле субвенции во 2012 година поради неплатени сметки. Земјоделците кои не добија субвенции ланија поднесоа барања, годинава ќе добијат поддршка ако платат пашарина или водарина и ако аплицираат најдоцна до 31 октомври, рече Ѓоргиев. Тој додаде дека овие земјоделци, чиј број изнесува од 400 до 500 земјоделци, ќе можат да аплицираат и за добивање на субвенции во 2013 година. Третата мерка се однесува на производителите на домати, краставици и пиперки. Согласно третата мерка, за 50% се намалуваат количините кои треба да ги продадат производителите на домат, краставица и пиперка до 15 мај за да добијат дополнителна поддршка од 90.000 денари. Овие земјоделци добиваат 30.000 денари по хектар со самото производство, а овие средства ќе ги добијат дополнително доколку го исполнат условот. Успение на Пресвета Богородица или Голема Богородица денеска слават православните христијани. Кавадарчани денеска беа дел од свечената литургија во храмот Свети Димитрија, а синоќа во Моклишкиот манастир Свети Никола се одржа и традиционалниот црковно-народен собир. Православните христијани денеска слават еден од најзначајните верски празници, Успение на Пресвета Богородица, Голема Богородица. Одбележувањето на празникот почна синоќа со вечерни богослужби и света божествена литургија во сите храмови на Македонската православна црква, а продолжува денеска со посета на верниците на црквите и манастирите што го носат нејзиното име. Голем број верници денеска беа дел од божествената литургија во православниот храм Свети Димитрија. Богородица се смета за заштитник на сите христијани, а традиционално и синоќа масовно црковно-народен собир се одржа во манастирот Свети Никола Моклишки во Ваташа. Успение на Пресвета Богородица се слави на 15-тиот ден од месец август, 28 според новиот календар. Нему му претходи двонеделен богородичен или преображденски пост. Овој празник го слави успението, воскресението и прославувањето на Пресвета Богородица и нејзиното преселување во Царството Божјо во полнотата на нејзиното духовно и телесно постоење. Според црковното предание, Богородица го завршува својот живот тивко и мирно, без никакви болести и страдања, и по смртта на нејзиниот син Господ Исус Христос, таа честопати се молела заедно со апостолите Господ Бог да ја земе нејзината душа и да ја пресели на небото. Доживеала длабока старост. За време на една молитва во Леонската гора, светиот архангел Гаврил и се јавил и рекол дека за 3 дни ќе се пресели од овоземниот во небесниот живот. Таму ја кажала веста на свети апостол Јован, кој пак требало да се грижи за неа до крајот на нејзиниот живот. Свети апостол Јован ја објавил веста која брзо се проширила и сите доаѓале кај Пресвета Богородица да ја оддадат почит додека се уште е жива. Се во ова се случувало во куќата на светиот апостол Јован, каде што Богородица му ја предала својата душа на Господ Исус Христос. Била обкружена со голем број ангели и архангели. Се создал шум и голем облак, а пристигнале сите апостоли да ја одадат чест. Меѓу нив не бил само светиот апостол Тома по Божја промисла. Тој бил далеко од другите апостоли, бидејќи го проповедал христијанството. Богородица привилегирала
легнала на ударот и во тоа време во целосна светлина дошол Господ Исус Христос, а таа станала и рекла: душата моја го величи Господа и духот мој се радува во него. Веднаш потоа повторно легнала и заспала. Кога Пресвета Богородица им се јавила на присутните во својот гроб, во нејзината целосна слава и величина, тогаш тие поверувале дека таа од ангелите Божји е воздигната од земјата на небото во придружба на голем ангел и архангели, серафими, херувими и светители. Тоа е преминот од земното кон небесното царство, односно од земниот кон вечниот живот. Голем број на граѓани денеска го посетија селото Чемерско, дојдоа да ја прослават селската слава Голема Богородица. Овој празник како селска слава го одбележуваат и во Марена, Ваташа и Дреново. Со музика, песна и ора денес во селото Чемерско се слави селската слава. Чемерци пречекуваат гости. Голем број на луѓе се собраа во Чемерско од сите краеви на државата и странство, а сите нив ги исполнуваат љубовта кон еко селото, чистата и здрава животна средина. Синоќ во селото имаше организирана вечера во селската црква Свети Спас, а присутните имаа можности да се развеселат со жива свирка. Славењето продолжи и денеса, дел од славениците прошетаа наоколу да наберат шумски плодови и лековити билки. Од сите места во Тиквешијата Чемерско велат најбрзо се развива, а селото веќе има и 50 нови куќи. Денес се слави во Ваташа, Марена и Бреново. Ограбен таксист во Кавадарци. Разбојникот е непознат, а на таксистот му одзел 2000 денари и мобилен телефон. Ограбен е таксист во Кавадарци. Патник насила му одзел 2000 денари и мобилен телефон на таксист, откако со нож под вратот му се заканил од задното седиште, соопшти денеска МВР. Непознатиот разбојник влегол во таксито на улица Браќа Џуневи и побарал да го превезе до Росоман. Кога стигнале пред мостот, патникот извадил нож и со закана насилно ги одзел парите и мобилниот телефон на возачот. 48-годишниот таксист од кавадаречката такси компанија веднаш го пријавил настанот во полицијата половина час после полноќ. Полицијата работи на пронаоѓање на сторителот. По успешно завршената реконструкција на патот Мушов гроб Кавадарци, механизацијата сега е преселена на патот кон Страгово и Крњево. Откако дојде финалната фаза од реконструкцијата на патот Кавадарци Мушов гроб, од која Тиквешани се премногу задоволни, бидејќи гранит, како што велат, го направи со сите нишани, сега се започна како што беше најавено и со реконструкција на патот кон Страгово и Крњево. Денес на патот видливи беа градежните машини, но и проширен пат на кој се работи. Тиквешани кои гравитираат во овој дел на Тиквешијата, а кои ги сретнавме попат, се задоволни од интервенциите. Оти овде се движат жители од 10 села, како што ни рекоа, но и многу други кои што ја сакаат здравата животна средина. Ке се реконструира трошната зграда на физикалното оделение во Велешката болница. Стигна на ред за реконструкција старата и трошна зграда на физикалното оделение во Велешката болница. Ке се реконструира само катот од неја, бидејќи долу во приземјето е сместено оделението за трансфузиологија. Министерството за здравство изработи проект за реконструкција и тој чини 140.000 евра. Постапката е почната, избираме изведувач кој ќе мора за 3 месеци да ги заврши градешните работи, вели заменик министерот за здравство Јовица Андовски. Тој најави купување и на медицинска опрема за потребите на одделението. Ке го доопремиме оделението и со опрема. Досега за останатите оделенија во Велешката болница набавивме опрема која чини 1 милион евра. В година ќе направиме поголем градежен зафат и ќе набавиме подобра, пософистицирана медицинска опрема за оваа болница, рече Андовски. Неколку медицински апарати му требаат на физикалното оделение за подигнување на квалитетот на здравствени услуги. Според директорот на болницата, доктор Атанас Василев, со Министерството веќе е договорена набавката на првиот. Станува збор за апарат кој истовремено работи со 6 струи и истовремено ќе овозможи терапија да добиваат 6 лица, рече Василев.
по оваа реконструкција на физикалното оделение на болницата и останува да ја смени дограмата во инфективното оделение. Министерството планира в година да издвои средства за реконструкција на оделението за трансфузиологија, врз кое надлежност има Институтот за трансфузиологија. Со завршувањето на овие градежни зафати, опремувањето на интерното оделение со нови медицински апарати и давање на услуги во медицински кабинети, Велешката болница ќе си го врати реномето на регионален центар кој некогаш го имаше, вели доктор Василев. За своји академски граѓани, 7 стипендисти од Македонија ќе има Република Словачка. Меѓу нив со целосна стипендија и кавадарчанецот Ристе Наумов. Кавадарци е повторно меѓу најдобрите и тоа по кој знае кој пат по заслуга на младите успешни ученици. Овој пат потегот на еден матурант од градот беше сосема доволен нормално по заслуга на зад себе оставените резултати и успеси за кавадарци да слушне и Република Словачка. Имено за своји академски граѓани годинава 7 стипендисти од Македонија ќе има Словачка. Меѓу нив со целосна стипендија е Ристе Наумов од Кавадарци. Посебни услови за апликација немаше, вели за КТВ Наумов, но секако пресудни за крајниот резултат беа просекот и постигнатите успеси од секое поле во образованието, зад мене, додава тој. Стипендијата која ја доби Ристе Наумов ја доделува Министерството за образование и наука на Република Словачка заедно со Македонското Министерство за образование и наука. Од 7 стипендисти, 4 се со целосна стипендија. Добив целосно значи 6 годишно стипендирање, што значи 1 година изучување словачки јазик, 3 години факултет и 2 години постдипломски студии, појаснува Наумов, кој скромно вели дека не очекувал да биде одбран токму тој, па сега е пријатно изненаден и ветува дека ќе го даде максимумот од себе за, како што вели, горд да биде и самиот, но со неговите резултати и кавадарци. Деновиве Ристе Наумов и останатите 6 стипендисти од Македонија беа на официјален прием во кабинетот на министерот за образование и наука Спиро Ристовски, од каде ја добија најголемата поддршка и желби за многу успеси. Во деталите за КТВ Наумов беше повеќе од скромен, па се зедовме за право малку да истражуваме и да подсетиме кој всушност е Ристе, какви успеси има и пошто го памети Кавадарци па и Македонија. Тој е роден 1994 година. Основно образование завршува во Општинското основно училиште Тошо Велков Пепето, а средно завршува во гимназијата Добри Даскалов. За себе нема ништо друго освен просекот од 5.0 во текот на цело школување и големиот број освоени места на повеќе надпревари во рамки и надвор од образованието. На Наумов кавадарчани особено се сеќаваат по спортските успеси. Тој и неговата сестра се едни од првите младинци кои со своите огромни резултати го вивнаа карате спортот во височина. Карате Наумов во родниот град тренираше од второ оделение, а од петто па до денес на тренинг патува во Прилеп. Многу освоени места, медали, признанија и успеси на државни и меѓународни надпревари можеби беа само плюс на просекот во одлука за доделување стипендија на Наумов. Кавадарци сигурно посакува да има многумина како Наумов. На таквите особено се гордееме и секако им посакуваме и понатаму многу среќа. Љубеникот во маратонското пливање, доктор Бошко Илиев, и годинава беше дел од организационата елита на Охридскиот маратон. Во изјава за КТВ дава анализа за годишниот маратон, а воедно најавува и негово учество како надпреварувач на маратоните кои ќе се одржат на езерото Козијак и на Доиранското езеро. Доктор Илиев упатува покана до сите кавадарчани кои сакаат да присуствуваат и да ги проследат овие маратони. Јас сум дел од оваа манифестација веќе повеќе од една деценија, со исклучок можеби на година-две, што не бев. До сега следев неколку странски и тројца наши пливачи, едно 7-8 пати, значи сум учествувал директно во клечињата. Овој пат бев вклучен во организацијата, значи на стартот на маратонот и на прифаќањето на маратонците. Едно свое видување, значи, како и представник, да речем, на нашиот град, сакав да учествувам и да кажам некои зборови за нашата јавност, за оние што не беа, не видов многу луѓе
во Охрид од Кавадарци, така да ми е драго да кажам неколку податоци за маратонот. Новогодишниот маратон 27 поред учествува вкупно 28 маратонци од неколку европски земји, Германија, Русија, Италија, Чешка, Хрватска, Македонија се разбира и од подалечната Аргентина, значи 28 маратонци, 17 во машка и 11 во женска конкуренција. Од тие сите 26 ја завршија трката во временски период. Еден пливач од Аргентина беше во времето и една беше дисквалификувана. Значи една успешна трка, една сосема солидна организација со неколку пропусти, се разбира во сите организации има по неколку пропусти. Трката беше од спортски аспект доста успешна, доста брза, зачудувачки брза трка. Се пливаше значи по едни прекрасни услови, по едно мирно езеро, со исклучок на последните километри малку беше разбранувано. Се постави нов рекорд 5:09:55 го постави французинот Реймонд Аксел, еден млад дечко со 19 години, еден супер талентиран пливач кој што брзо ја водеше трката и зачудувачки, значи во дури 16 пливачи плива под 5 часа и 30 минути, тоа е доста брзо на 30 километри, од кои што дури 8 до 9 пливачи плива под рекордот на минатогодишниот рекорд на Петар Стојчев 15:19. Значи една многу брза трка, зачудувачки брза трка, пак ќе повторам. Прв беше французинот, втор беше италијанецот Ерколи Симоне со 5:10, потоа русинот исплива трет, Афониевич Иван, и тука во една фото завршница, нашиот за малку Попацев беше четврт, значи за малку не беше трет, исплива солидно 5:11:29 и Томи Стефановски, нашиот веќе ветеран, 5:11:56, значи сите тука во еден близок временски интервал исплива трката, значи прв французинот, втор италијанец, што се повторам трет русинот, па двајца наши и двајца пак аргентинци 6 и 7 место. Од женска конкуренција најбрза беше италијанката со испливано време 5:24:07, значи италијанката Гримала Мартина, потоа беше втора русинката Олга Козудуб и трета Карла Шитич, позната хрватска маратонка. Значи се на се една успешна убава трка. Јас контакти што ги остварив сега со Пливачката федерација и со моите пријатели, почитуваниот Дики Бојаджи и тука и останатите, значи Стефан Полејковски, секретарот и другите од организацијата, од Сител телевизија, Бошко Трбевски и другите, мислам, организатори, се најавува на едно ново време во маратонското пливање во Македонија, значи трки на нашите езера, и тоа е добро. Значи, лани беа зачетоците на Дојранското езеро, ова година се планира на Козјак, сега во сабота, на 31, се плива на 2,5, на 5 и на 10 километра. Мене ме најави Дики Бојаджи како еден од ветераните што ќе пливам, се дали на 5 или на 10, ја би сакал секојаш на подолги патики на 10, ќе видиме од условите, тама е водата малку и постудена, потоа во Дојран следната недела на 7, значи се најавуваат неколку трки, а за до година се планира и Преспанско езеро да се вклучи во таа плејада на трки и дури нашето Тиквишко езеро, кое што е доста познато нели во Македонија по рибарењето и по посета на туристи, така да познавајќи ме и мене како пливач маратонец, Пливачката федерација би сакала тоа да го направи и во нашиот град, односно нашето Тиквишко езеро. Јас би сакал да се појавам на овие две трки во Македонија, секојаш сакам да пливам во Македонија, иако долго време не пливав. Нешто плюс најавувам, нели, пак во Хрватска, нешто можеби и во Бугарија, Бургас маратонот се одложи од август за септември, така, значи се на се да ја завршам и оваа сезона. Времето утре ќе биде претежно сончево, ветровито и со благ пат на температурите. Температурата утре до 34 степен, УВ индексот ќе биде 7. Гледавте вести, имајте убава празнична вечер.